Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. Децата од Доза среќа направија огромна торта тешка 38 кг. Младата научничка Марија Тодоровска има гениална идеја за чистењето на опасниот линдан од Охис. Дебата. Испит уште полагаме со хартиена пријава, дигиталните алатки во наставата се е реткост. Здраво на сите, добре дојдовте во 78-то издание на нашите вести за млади Шорткат. Јас сум Гоше и денеска ќе ве запознам со најважните вести кои што ги извоивме за вас од изминатава недела. Почнуваме веднаш, следете не. Емисијата ја започнуваме со најавата дека најверојатно ќе се крати од материјалот за учење за екстерните предмети во рамки на државната матура, но што поточно ќе се одлучува во наредниот период заедно со представници на средношколските организации. Ова е одговорот што нашата редакција го доби од Државниот испитен центар на прашањето дали ќе се крати материјалот за учење поради изгубената настава што ја предизвикаа лажните дојави за бомби кои училиштата почнаа да ги добиваат од 26 октомври лани. Од Државниот испитен центар велат дека членовите на испитните комисии кои ги прават прашањата во рамки на државната матура ќе ги имаат предвид случувањата во училиштата во изминатиот период. Што треба да се учи и кои теми нема да бидат потребни за претстојните полагања се прашања на кои матурантите во земјава очекуваат одговор што поскоро. Оти се скусува времето до полагањето на првиот предмет мајчин јазик на 27 мај. Во врска со датумот за полагање на мајчиниот јазик, од Државниот испитен центар информираат дека нема промени. Потсетуваме дека минатиот петок Организацијата за диалог и афирмација на средношколците ОДАС одржа протест преку кој бараа кратење на материјалот за полагање на државна матура и увид во истиот. Протестот се одржа пред зградата на Министерството за образование и наука. По протестот на кој присуствуваа десетици средношколци и неколку студенти, представници на организацијата влегува на средба во Министерството каде исто така ги пренеле своите барања. Во вторник се одбележа светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Децата од Доза среќа овој значаен ден го одбележаа со учество на хуманитарниот саем за сладки и сладка мистерија во средното училиште Лазар Танев, на кој со продажба на торти се собираа пари за лекување на еден од учениците во ова училиште. Тие направија огромна црвена крем торта тешка 38 кг и ја украсија со сини и жолти цветови за да биде во боите символ за Даунов синдром. Весели распијани како што се секогаш, тие ја споделија тортата со сите присутни и докажаа дека знаат да бидат и успешни сладкари. Атмосферата на хуманитарниот саем дополнително ја разубавија со изведбата на песната Македонско девојче и други народни забавни песни и испратија порака во јавноста дека заслужуваат да бидат вклучени во секој сегмент од општествениот живот. Подсетија дека растат, а некои од нив, како Никола, и покрај бројните ветувања, се уште немаат образовен асистент заради тоа што новиот закон за средно образование не е готов. Тие веќе имаат и други потреби за стручна подготовка, но и за вработување. Денешната тема во Шорткат е загадувањето на почвите со опасни материи и можностите за нивна ремедијација. Со младата научничка Марија Тодоровска Ивановиќ разговаравме за нејзината мотивација да започне да ги испитува микроорганизмите и нивната улога во природата и да придонесе за решавање на проблемот со токсичниот линдан и другите опасни супстанции кои ги загадуваат и почвите и подземните води. Разложување на опасниот токсин линдан со помош на микроорганизми е истражувањето кое го спроведе младата научничка Марија Тодоровска Ивковиќ со својот тим во рамките на програмата за поддршка на млади еколози доктор Љупчо Меловски на Македонското еколошко друштво. Ослободувањето од отровниот пестицид кој со децении го загрозува здравјето на жителите на Скопје и ги загадува почвата и подземните води е желбата со која се соочуваме секојдневно. Целта на проектот е биоремедијација на почвите каде линданот бил депониран или со кој бил во контакт. Новој метод може да се користи и за други пестициди кои ги загадуваат почвите. Линданот представува опасен пестицид кој што се наоѓа на повеќе локации во нашата држава, крај на нашиот главен град. Во минатото бил депониран и сега се покрена иницијативата истиот да се исчисти. Сега откако ќе се исчисти, почвата останува се уште, кој што било во контакт со него, останува се уште контаминирана. Мојата цел како научник, како истражувач, пред се како човек беше да се прочисти
или да се изнајде начин како да исчистиме почвата, за да тој линдан преку подземните води, преку со помош на ветровите не дојде до момент да го внесеме во нашиот организам на било каков начин. И еден од идеите или начините да го направиме тоа беше да го деградираме со помош на микроорганизмите кои што се наши пријатели. За Марија, фактот дека на располагање имаме бесплатни невидливи мали фабрики кои живеат во нашата околина и го разградуваат овој токсин е фасцинантен и бил мотивацијата да почне да ги истражува и самата да придонесе за подобрување на средината каде што живее. Лабораториските тестови покажа 99% ефикасност или толку големо беше разложувањето на линдан во лабораторија во контролирани услови, кога излеговме надвор во инситу или инвиво услови, како што се нарекува, деградацијата беше до 60%, зависно од сојот кој што беше изолиран, што е релативно добар податок и во светот многу малку постои научна литература дека постојат вакви микроорганизми кои што до тој степен го деградираат линданот. Тодоровска и Ивковиќ смета дека младите треба полесно да доаѓаат до потребните средства за да работат научно-истражувачка работа. За да се популаризираат науката и истражувањата, треба да се позастапени и во медиумите, во кои речиси и да нема едукативни емисии. Во нашата држава нема многу услови и страни нема што многу да се дискутира околу тоа, нема многу институции каде што ние како млади истражувачи и научници би можеле да се вклучиме како би се испраксирале. Меѓутоа, во животот се што се сака се може, јас умеам тоа да го кажам, така да и во минимални услови се обидуваме да обезбедиме и да најдеме некакви фондови, грантови кои што ќе ни овозможат да ги спроведеме нашите истражувања и да ги реализираме нашите идеи. А кога сме кај линданот, сакаме да ви информираме дека расчистувањето на малата депонија во Охис и депонијата со згура во Велешката топилница во моментов е во мирување. Двете најгорливи жешки еколошки точки во земјава се голема опасност за жителите и за животната средина во Скопје и Велес. Канцерогениот линдан од Охис е потврдено дека го има и во воздухот во главниот град и во водите на реката Вардар, а прашината со тешки метали од депонијата со троска на Велешката топилница се сретнува и во објекти оддалечени со километри од неа. Расчистувањето на двете локации ќе биде долгогодишен и сложен процес, а роковите за решавање и на двете жешки точки веројатно е дека ќе се менуваат. Како што информираат од Министерството за животна средина, во моментов за двете локации е во тек обезбедување на потребната документација за да може да продолжат работите на терен. Продолжуваме понатаму. За да се запишеш на факултет, мора да ги однесеш документите во хартиена форма на студентски прашања. Мора да имаш и хартиена пријава за да полагаш испит кај професор, а за да извадиш билет за бесплатен јавен превоз во ЈСП, мора да однесеш хартиена потврда дека си студент. Ова беа само дел од заклучоците на дебатата за млади дигитализацијата во образованието, која се одржа минатиот четврток во организација на Фондацијата Метаморфозис во јавна соба. Председателот на Универзитетското студентско собрание на УКИМ, Славчо Темелковски, на дебатата рече дека iKnow и iLearn системите имаат многу предности, но и еден хендикеп. Би рекол можеби дека предности ги има многу, хендикепи вака моментално да кажеме да ми текне одма нешто, мислам дека и да ги нема. Па дискутабилна работа, можеби има кај повозрастните професори да преминат кон користење на iKnow или iLearn, али генерално кај студентите мислам дека процесот на дигитализација е нешто природно што им доаѓа. Според Темелковски, ние сме една од ретките земји каде користиме паралелен систем, односно и понатаму ја имаме папирологијата, која е дел од секојдневието на студентите, а токму тоа треба да се исфарли кај високото образование, почнувајќи од пријавите за испити и уплатите на факултетите до користењето на електронскиот индекс. На прашањето до каде е стигната дигитализацијата во високото образование, особено на УКИМ, на дебатата говореше професор доктор Христина Спасевска, проректорка за настава на овој универзитет. Оно што го спомна Славчо, iLearn платформата, тоа беше барање од нашите студенти. До Комисијата за информатичка технологија на УКИМ, што ја водам јас, стигна барање дека студентите, освен Teams, како видеоконференциска алатка, бараат да имаат и Moodle како систем за учење. Од најстариот универзитет работеле напорно со сопствени ресурси за да го направат целосно функционален систем од iLearn, кој е веќе прифатен и се користи на 7 факултети во рамките на УКИМ.
Покрај iLearn, Спасевска говореше и за iKnow платформата која постои веќе 10 години. Таа напомена дека веќе мора да се размислува за замена на оваа платформа со нова. На дебатата учествуваше и Анисија Угриновска, председателка на Организацијата за диалог и афирмација на средношколците, која напомена дека онлайн уписите во средните училишта се покажале како многу успешни и корисни за средношколците, исто како и електронскиот дневник. Во однос на отпорот кон електронските учебници кај дел од јавноста, Угриновска рече дека учениците не се против дигитализацијата во наставата, туку бараат електронските учебници да не се замена за хартиените. Сме подготвени да ги користиме како помагала, како што се наменети и самите текстуални хартиени учебници, но да не ја заменат наставата која што се одвива во училиштата и она што го има во хартиените учебници. Младинската дебата за дигитализацијата во образованието беше организирана во синергија со проектот Зголемување на граѓанското учество во дигиталната агенда и ЦЕДА, кој е кофинансиран од Европската Унија, и проектот Веродостојни вести за оспособена младина, финансиран од Британската амбасада во Скопје. Ова беше се во вечерашното издание на Шоткат. Пишете ни на Инстаграм и ТикТок за било каква сугестија или предлог и не заборавајте до следниот четврток да ја читате рубриката CTRLZ на meta.mg. Се гледаме следниот четврток во истото време. Чао, чао!